че само 6. И Добро вечер, драги љубители на планина. Прво, од одма да ви се заблагодарам за оваа масовност, како и секојаш пријатно изненаден. На кратко, ќе се обидам да објаснам која ни е идејата денес. Еден вид панел дискусија на тема планината во нас. Со нас ги имаме Сања, Сандра, Надер и Мики. Сите со своја специфична позадина, но со едно нешто заедничко за сите нас, тоа е планината. Прв пат вакво нешто за мене, верувам и за панелистите, ама веќе ми е преубаво и магично и верувам дека ќе ми остане ова преубава меморија, така да уште еднаш фала до сите. Како што реков, ќе се држиме до одредена рамка под темата планината во нас и веднаш би почнал затоа што многу ме интересира Тања. Прво. Ајде. Кои мисли ти се будат кога ќе чуеш таа реченица планината во мене? Дефинитивно прво што ми паѓа на ум слобода и мир. Тоа прво ми буди кога ќе помислам планина, кога ќе помислам да искочам надвор. Слобода, таа ширина, бесконечност кај што може да било кај да се движи слободно и мир на душа и на ум апсолутно. Мики? Исто диагонално. Ви искрено, јас тоа прашање многу пати си го имам поставено и секогаш различно го одговарам. А во овој случај планината во мене би инстинктивно тригирала потреба за истражување и со самото тоа авантура. А од некој друг аспект, планината во нас може да значи 4 сезони, 4 годишни времења и треба да сватиме дека поминуваме низ различни фази во нашиот живот, исто како и планината која што не е иста во лето и во зима, не е иста на карпа и на стаза, патека планинарска. Се тоа различни места кои што се во планината. Така и ние, мислам дека треба да сме свесни за фазите и да ги прифатиме целосно. Може за тоа и низ различни периоди различни мисли ти буди. Самиот си у различни фази. Дефинитивно, да, ништо не е статично. Се движи. Веројатно, не знам како. У која фаза си моментално? Истражувачка. Максимално истражувачка, на интро истражувачка, знаеш. Истражувањето е и интерно колку и екстерно. Со секоја авантура ние сознаваме некој дел од нас. А е бесконечна можноста за истражување. Планината ти е само местото кај што себе се наоѓаш. Канвас. Да. Па не би можело во град. Невозможно. Ќе правиме панел дискусија у град, ќе го знаеш. Пред кафана. Сандра? Секојаш што тешките прашања. Па планината за прво слобода дефинитивно, а после дека има нешто поголемо од нас. Еден начин и може би граница за која ни е тешко да осетиме дека нешто поголемо од нас, дека сепак тоа што ни е в нас проблем е многу ситно нешто споредба со планината. Надер, планината во тебе, кои мислите ги буди? Да, планината во мене. Планината не е место каде ги исполнувам моите амбиции, туку катедрала, каде ги практикувам, каде што ја практикувам мојата религија. Ова е цитат од еден, можеби еден од најдобрите алпинисти во светот. Секој си имаме на свој начин некоја религија. Ама баш на тоа мислеше, духовното. Да, духовното. Успешни во планина, она духовноста што ја достигнуваат, се тие што успеваат да се исклучат од секојдневнието. Значи, ако сум во планина и доколку го постигнеш тој стадиум да можеш да се исклучиш од секојдневнието што те следи во нормалниот живот, тогаш си на добар пат. Баш ме потсети и јас да дадам мој увид на планината во мене. Јас сум слично и како Мики,
у различни периоди различно. Го наоѓам и духовното, и Апсолутно. слобода и мир и истражување нормално. Има интересна работа кога си седиме дома у секојдневието, работни обврски и кога се наоѓаме да не правиме ништо, не знам за вас, ама ја често осеќам грижа на совест. Сега сум непродуктивен, треба да го оправдам постоењето некако, зашо дремам сега Скрос. тука, дај нешто да се заврши работа. А кога ќе доам на планина и не правам ништо, тоа чувство го немам. Немам потреба да оправдувам постоење. Немам потреба да бидам продуктивен за нешто. Доволно ми е да сум тука. И затоа твојот одговор некако најбрзо ме подсети на таа Да. мисла. И ми се свига, да, духовното. Значи има нешто што едноставно е така. Да. Често пати некој очекува дека треба си, не знам, титоврв за 2 сати да се искачиш. Да. Значи, зошто е тоа така? Не може секој за 2 сати да се искачи. Али секој има шанса да отиде. И тоа е нормално. Некој оди поспоро, некој оди побрзо, некој е послаб, некој е појак, некој едноставно си ужива и шансата е за секој. Во некој момент од животот, верувам прилично рано, у детство, почнале да се раѓаат овие мисли и чувства, што сега пробавме да ги изгребаме малце по површина. Би сакал да ве вратам во тој период, сите поединечно, пак со тебе Сања право, да те вратам во периодот во детството, кога за прв пат си почнала, можеби и не свесно, но да чувствуваш дека има нешто што тука тебе те влече и ќе те влече до крајот на животот. Дефинитивно да, благодарение на моите кои ме носеле на планина уште од мала возраст. Мислам дека дури вивидно се сеќавам на момент кај што почнувам да идам на планина почесто и да се осеќам дома. Сосема не е таа непријатна, леле страв ми е, леле ладно ми е, леле Се осеќаш нешто. безбедно. Него се осеќам безбедно и убаво ми е, удобно ми е. Тука сакам да видам. Не сакам да сидам дома, ајде да си одиме дома, никогаш не сум го викала тоа, ајде да си одиме. Него Колку мала беше ти текнува? па знам дека татко ми ме скиеше на ушка, така што чим ме носел на ушка сум била доста мала. Пет. Па веројатно така нешто. Вау. Да, али знам дека го знам моментот кога ме возел он нели скија по ски центар по лесни патеки, кај што може нели безбедно да ме спушти мене. И јас се осеќам преубаво. Значи уживам у секој момент проидем на планина у тие денови. Ти имаш меморија од чувството дека си свесна во тој момент на 5 години ова ми е дома. Да. Апсолутно. Што да речеме у град, нели нормално, живееме у град и имаме дом, нели дома ни е Скопје мене лично, ама осеќам дека не е истото дома како што е оваа бам. Понатака у животот те има натерано таа мисла да си помислиш као значи ние сме родени за тоа. Ова ни е поентата. Да. Ако е тоа толку по дефолт, на 5 години ти уште недоразвиена свесност, имаш конкретна свесност, ова ми е дома, тоа значи ти у природата си таква. Да. Мики, ти некоја таква? Има едно викаат човекот почнува кај што завршува државата. А државата практички завршува во планината, во шумите, кај што нема институционална покриеност, колку и да имаме спасителни служби слично. Инаку јас лично ран старт, јас познавам многу луѓе помлади и постари кои што почнале да одат во планина на рана возраст, ама за жал кај многу луѓе престанала таа потреба. Кај мене не. Имав таа прилика, нели, фамилиарно да идам во природа постојано, шумиве над Скопје што се. Но исто така имав среќа да запознам луѓе кои што биле пред мене активни во планина и преку нив на школски начин да ме воведат во планинарството најпрво и од таму да
сам го истражувам својот правец во планинарските спортови затоа што се повеќе, а исто така сите тие години како што сум се развивал како планинар биле со различен интензитет. Никогаш не било сега сум најинтензивен во последните 7-8 години, но јас често се прашувам и немам одговор на тоа што е тоа што го воскреснува чувството за присуство во планина, во природа. И немаме, ама имаме, ама упорно се трудиме да го дознаеме што е тоа. И ќе трае, тоа е веројатно она духовното што го спомна Надир, базична состојба кај секој планинар, секој присутен во планината, без разлика со што се занимава, е таа ја чувствува таа потреба да духовно одговори на себе, зашто сум тука. Мики ме подсети на друго нешто што ме мачи, што ми е малку како парадоксално. Така што ова е отворено прашање за сите, ако имате одговор. Ти се осеќал во детството и спомнавме дека има нешто што како делува дека како да сме направени за тоа. Тоа е поентата, нема објаснување, нема потреба од оправдување, родени сме за планина. Ама викаш како одеа годините, кај други луѓе тоа чувство замруваше. Зошто? Дали? Оти некако ако по природа сме создадени за да сме едно со планината, зошто тоаш кај некои тоа чувство замира? Ја предпоставувам, не можам со сигурност да знам, ама веројатно изложеност на различни искуства, не знам, градот те менува као човек дефинитивно. Ајде да речеме дека под наводници, ако си заглавен у град нели работа, обрски семејство, све не тоа, ако го склопиш, го забораваш ова тука што постои како можност за решение на тие не проблеми, него едноставно секојдневен живот. И веројатно се оддалечуваат од ако вистински го сакаат планинарството и планината и светоа, а почињаат да се оддалечуваат од тоа, веројатно само е момент на заборавање дека постои некакво друго решение освен градот и сите тие проблеми и обврски што едноставно се буквално секојдневен живот. Како збориш исто ми текне. Тие градски бубањи. Да. бубањот те оддалечува од изворот. Као тоа ми збориш истата реченик и ти после го кажуваш го оддалечува, значи тоа е. И сега тука треба веројатно подцврста волја кај човекот за да се излече од таа наметнатост од културата. Да. Некоја мини дисциплина дури може да биде чисто, ајде да речеме со сила да се оттргнеш од градот, да се вратиш, да се потсетиш уствари колку ти е убаво и колку живаш во природа и повторно ќе ти се разбуди тоа заборавеното чувство можда. Предпоставувам, барем така би Помниш го зборевме минатиот пат. Точката на поврзувањето, дојдеш да видиш колку е убаво, зависи никому треба 15 минути, никому 2 сати и после тоа само да се поврзаш. Инаку во нешто долго да обстанеш, треба да имаш голема љубов. Дефинитивно. Потоа желба, потоа идат амбиции. Се си има свој време. Како гледаш на тој концепт? Мислиш дека имало многу љубов во старт и таа љубов потоа те одржува цело време? Апсолутно, да. Или и самото правење и конзистентноста и свесноста за овие вистински вредности ти ја некако регенерира љубовта, ти ја дава од поново, како да треба да се одржува таа Се љубов. обновува. Треба да се одржува, нели покрај работиве што ги спомнав. Ама има уште едно нешто, тоа е менталниот склоп. Ако не го одржуваш и менталниот склоп, тој многу е битен, посебно на планина. Ти ми спомна долго време, веќе 30-35 години со планинарење и со алпинизам конкретно.
Да те вратам тебе на тоа некое детско време, кога може би ја имаш приметена Да, таа би. љубов. Апсолутно, да. Да, една љубов и незаборавна е, да. Баш со Мики доста разговаравме, иако прв пат се среќаваме, ама многу се изнакажавме. Една од интересни моменти беа со него, ние немаме публика кога се качуваме. Значи сами сме, ако сме јас и он партнери во качување, сами сме. А посебно е, да речем, некој локалитет као Солунска, па тамо нема никој. Првата цивилизација е некаде неколку сати да се симнеш долу. И Мики во последниот период има качувано некои насоки, јас што ги имам правено на времето. На времето. Да. Значи едната што ја има качено, ја имам правено 98. Чекај, кога викаш правено, саш да кажеш, ти си ја поставил како прва? Да, како прво. Јас сум авторот на... Ти си авторот Еден на од насоката авторите, што да. Мики сега ги Шејат качува. се гледа. Харева. Чу, сега си праве мовете подсети на тоа што. Да, мислам дека има прашано чива е насоката која има направено. И другарот мој му кажал дека од Надир и од Јован Поповски е и Боби, еден наш пријател алпиниста. Мислам 99 е уствари. Колку години си имал 99? 4. 3-4. Добро, таа мора да прашам дека за мене вакви моменти се инспиративни на ниво на легенда е тоа веќе. Како чувство тебе ти пробуди кога дозна дека имаш сега младо дете што качува насоки и се заинтересирало и дознава дека ти си личноста што ја поставила таа насока. Да, и вечера сме тука И заедно. вечера сме да, тука. прв пат се Како среќаваме. чувства? Па, тоа се најубавите чувства, тоа е наградата. Таа отпусте си доаѓа и таа насока има да остане и со децени. И името да си го носи и качувач и еден добар сигнал е дека он качува добро е тоа што прашал чива е насоката. Браво. Да. Тоа е браво. Очи, тоа укажува дека е на добар пат. Да, јас се интересирам за историјата на македонскиот алпинизам и мислам дека е многу важно секој да се интересира за историјата на она што го прави. А дали атлетика може да... Треба да се знае кои биле претходни спортисти кои ги бутале границите, кои ги трчале тие времиња или отварале тие насоки. Затоа што кога го знаеш минатото, можеш да ја предвидиш иднината. Така има некои филозофи викаат, али појасно ги гледаш нештата отпосле, кога ќе сватиш на кој терен си, кој бил тука, кој поминал, како поминал, во кој стил, што качувањето си е само за себе во Големо. некои сегменти големо, комплицирано, така што, али да, баш ми беше чест што Двојна е честа и негова и Да, моја, да. да. Многу убаво. Па, на некој начин даваш почит ко тргнуваш твоето его, како дека се оттргнуваш од своето его, затоа што си свесен дека твојата заслуга е заслуга заради нечие претходно дело и така и почита се пренесува и тоа само по себе и благодарност. Самиот тој акт на препознавање дека чекај, ова е благодарение на Така. Надир, да јас сега го искусувам ова, и мајки ја таа свесност, ти ја имаш таа благодарност. да, почита е огромна. Огромна затоа што они биле пионерите во македонскиот алпинизам и во тоа време, со тие услови, со тие ресурси, со тоа познавање кое било ограничено, нема интернет да прочитаме за и да гледаме разни системи или тоа било стварно ентузијастички работено и според мене тоа е вистинско истражување. Тоа е Да. вистинско истражување. Имало и пред нас. Тоа да, апсолутно. И во Така е. времето наше, и сега има, и че има во иднина. Па и ти Али исто убаво си е. го правил, што го правил Мики тогаш. Да. Моите почетоци беа малце по така
интересни, затоа што голема љубов имав кон качувањето. Едно што научив, во мојот период имаше доста таленти што качуваа и они кои ги гледавме тешки работи качуваа затоа што беа таленти. Например, ако бевме 10-15 млади што се дојдени да учат да качуваат, двајца, тројца беа исклучително многу добро, значи прави таленти и качуваа многу добро. Мене само ме интересираше да учим. Кој прави, шо прави, како прави, колку е добар. Едноставно не ме фасцинираше многу. Единствено што ме интересираше да учим како се прави чворот, како се качува, каков е тој систем. Тоа ми беше многу битно и добро така што направиш, затоа што талентите заминеа за кратко време. И не дојдоа више, можеби после година и. А остана трудот и напорната работа. Па сигурно, да. Трудот, али пак би се вратил на многу љубов и желба. А да не зборам, алпинизмот не е баш едноставен спорт и не е ефтин. Веројатно, нели, сноу, Што е трчање. Така да, од некаде мора да почнеш да ја импровизираш, а па од друга страна импровизирањето во алпинизмот не е баш, не е спортот каде што треба да импровизираш. Да. Сандра, најверојатно сите тука и знаат дека ти си огромната заслуга за настанов. Фала ти. Тука зборуваме за алпинизам, зборуваме за планина. Твојата мотивација и љубов мора да потекнува од некое друго место, затоа што знам дека не си алпинистка. Не сум Те сноубордер. молам, Не пробај твојот зародиш на оваа љубов. И не само тоа, и таа огромна желба да не го пружаш на нас сите овоа. Фала ти. Прво, сакам да кажам дека многу уживам да ве слушам сите тука четворица. Фала ви што прифативте поканата да бидете дел од оваа панел дискусија. Така да Сања, Надја, Ремики, фала ви многу. Ми значи некако сте изгубив улогата дека треба да зборувам, пошто се најдов улога на слушач, некако ми беше убаво. Дома, фала ти што прифати ти поканата. Јавноста не знае, ама ова беше предлог концепцијалање, меѓутоа не можевме некои технички причини да го изведеме. Така да фала ти што по една година уште стои договорот и ве го реализиравме. Баш како што замисливме да биде навечер. Времето ни дозволи, така да многу сум среќна поради тоа. Кај мене малца подруго, затоа што ме прашуваат стално како си не шапка, не скијаш, не знам, не бордаш, не правиш ова. Јас ти имам прашање. Да, Мики има многу интересно прашање, а годинава проба? Као јас не пробам секоја година. Па јас сум човекот изгледа позади планината. Некој што тука да ја промовира, да ја покаже љубовта кон неа, а со тоа да ги привлече другите. Знаете, она, како беше, кажи ја својата вистина и луѓето ќе се накачат на неа, буквално така. Мојата вистина е дека си ја сакам шара највише на свет, има многу причини за тоа. И едноставно тоа само наоѓам канал преку вие настани да ете допре до сите. Тја малце те, како се викате, одвоив како да си само ти заслужна, Не, ама верувам далеко дека тоа. тука имаат удел многу луѓе. Да. И самото тоа знам од искуство дека е посебен тип на вештина. Да човек менаџира и организира најразличен вид на карактери и што се беше потребно за да си ги организира ово. Комплексно прашање многу. Ќе пробам да го некако визуализирам, да биде поедноставно. Секојаш сите работи почнуваат од дома, несомнено. Прв битен фактор е што моите ми покажале една многу битна работа, тоа е дека ако ништо си наумил, го сакаш и се убиеш од работа за истото. Значи не се трудиш, не си трудлив, се убиеш од Мора да се работа за убиеш. истото, мора да се убиеш. Не може да не го реализираш. Не постои друга опција. Значи имаш еден исход. Да си го реализираш тоа што си го замислил. Точка. Друг исход не постои.
Така да веројатно тој мајндсет ми помогнал многу ситуации, овие настани, јас кога го восприемам настанот влијаат многу фактори, прво најголемиот фактор времето, ја врста не можам да влијам. Ете луѓе лево, десно, логистика, нешто може да се маневрира, ама времето никогаш. Така да фала му на Бога, фала и на Шара што секогаш ме послужува со идеално време. И едноставно другото се што е во моја контрола, моите несвесно сигурна сум дека ми покажале немаш друга опција освен да го реализираш. Не постои. Крај. Така да тоа е тука, ако го гледам како една торта се во ова, нели? Инаку секогаш верувам у состојки и нивен сооднос. Сите работи кои што успеале се само едноставно исход од одлични состојки и добар сооднос. Така да и во мојата торта првиот дело на тестото се дефинитивно моите родители. Така да фала им што ме донесе на овој свет, што ми ги пружија сите можности, што верува во мене, што ми покажа многу нешта, се ми покажа како ако нешто се сака, се може, ако нормално се убиеш од работа. Втора, нели имаме кога правиме веќе торта, имаме после фил. Филот е дефинитивно едукацијата. И нели можноста да се пробаш да направиш настан. Едукацијата. Па вака, како студент, идев на пракса 3 лета у пивара Скопје. Имав таква можност, која што секој ја посакувам за случај животот на секој студент. И таму организиравме настани, и таму се навлеков на организација на настани и реков дека животот покрај што сакам да бидам графички дизајнер, дефинитивно другата скија, иако не скијам, ќе биде организација на настани. И некако после универзумот ги спои коцките, да се вработав у Мекен Скопје, мојата исто така животна жилба. Мекен, меѓу другото, е дефинитивно лани најнаградуваната агенција за организација на 3 најдобри настани у Македонија, така да дефинитивно имав можност да учам најдобрите, тука несомнено. И така некако се спои тоа да правам настан. И сега идеме пак тесто. Нели кога градиме нешто, битни се тие темели. Третото тесто е најбитното. Океј, може да имаш талент, да имаш организацијски способности, да си имал супер едукација, подкованост, ама третиот и најбитен елемент или тесто е дефинитивно со кого. Ако немате со кого, џабе ви се, џабе. На ова со кого сакам да се вратам малце назад, пред 4 години, у зародишот на Шарам, самиот зачеток, кога размислував да почнам бренд кој што ќе промовира шарпланине така натаму. И личноста која што со мене сите овие 4 години, моја ментална, психичка, морална поддршка, моето будно око, мојот разум, моето се у Шарам, невидливата рака Шарам, Пепица, фала ти што постоиш. Така да голем дел од Шарам е заслуга на Пепица, несомнено. Второ што сакам да истакнам на тимата со кого, Илија и неговиот тим, конак без нив ништо, верувајте ми. Огромен дел, се што гледате тука од дворов и се тоа што некако дошло овде, сета логистика, сета организација е дефинитивно во нивни раце, така да Илија, Жаре, Деки и остатокот од конак бескрајно сум благодарна. Сакам да кажам уште една битна работа. Покрај што они се страшно вредни, исто се обиваат од работа, имаат само иницијатива. Тоа е тој луксус што денес ретко го има. И тоа е тоа што се цени, на вистина, фала им за тоа. И нели имаме оној последниот фил. Тоа е за кого. Многу ми е драго што Шарам спонтано, тотално неплански, искрено, се створи нека своја заедница, луѓето се идентификуваа со таа приказна и некако се шири. Тоа ми е стварно многу ми е драго. Фала ви на сите кои што сите овие 4 години употребувате Шарам како бренд со нели се што нудат производи, меѓутоа и настаните што имаат различен карактер. Фала ви. И најбитниот, последната кора, последното тесто. Ето оној фактор врз кој што ние не може да влијаваме, а без него не можеме универзумот, ако не ви ги спои коцките, ништо. Така да кратки црти се надевам ти одговорив. Така е планината во нас. Планината во нас, во најкратки црти. Преку овие сите состојки. Да. Имам и јас едно фала до Сандра. Фала ти. А тоа е
Минатата година она ме предложи за наградата на 19 ноември од Тетово за хуман гест на годината. Да не беше нејзиниот предлог, веројатно немаше никој да запази. Фала ти ми, значи, ама пак универзумот ги спои коцките да лани бидам у одборот кој што носи одлуки. Така да. Тоа е тој ветер од некаде Да. што ќе се Сакаш појави. да споделиш за гестот повеќе, за тие што не знаат? Спасителните акции што беа, едната е од Турска и едната е на Шарпланина. Таа од Турска што беше, знаете, земјотресот што се случи. И таму бев во една екипа каде што успеавме едно девојче да спасиме, да извлечеме од урнатините. Како отиде за Турција? Добро прашање, да не прашаш ти, ја ќе прашам. Првиот момент осетив дека знам, можем да помогнем. Значи вештините од алпинизмот, чувствата, осетот, нели? И пред се чувството од натре. Тоа што ти кажува дека можеш, треба да одиш, знаеш, да помогнеш. И можеш да помогнеш. Ако малци имаш двоумение, тогаш не треба да одиш. Нешто не е во ред. Ама кога е 100% сигурно дека можеш да помогнеш, тога треба да Дека отидеш. знаеш, го И чувствуваш, дека знаеш, да. Сега останува вториот дел, како да отидеш. Да, слушаш на вести земјотрес и на своја рака војни идење у Турција. Да, така беше. Затоа што никој не се нафати да... И таму одма на терен, луѓе, акции. Не баш одма. Не, озбилно, Па, ме интересира. јас ја имав таа, не знам како да речем, никако се склопија сите тие коски. Затоа што прво не можев да отидем и имаше многу интересни, да не ги кажам, се многу анегдоти. Тие на едниве што се јавив, рекоја ќе сторат се да направат да отидем, односно да отидем. Потоа кога се јавив да ги прашам дали нешто направиле, они ми одговорија дека они одат, а за мене се уште не знаат. И така, единствено знам дека последниот повик беше со директорот на ЦУК, Стојанче Ангелов. Во моментот он се наоѓаше во турска амбасада и ми кажа дека тука сум. Му реков дали можеш нешто да направиш. И ми рече ќе пробам. Кога ми рече ќе пробам, му реков доколку не се јавиш за 30 минути јас патувам. Одам. Значи он беше зафатен или со сите тие таму процедури, јас на автобус и отидов. И А така си- искочи, не се јави. И Па, ти за не 30 минути отиде. Јас отидов, да, не чекам. Колку дена беше таму? 6 дена на терен. Во такви ситуации повише од 6 до 10 дена не можеш да... Плюс јас сум трагач. Ја имав една понуда дека нека отиде првава група и потоа ќе разгледаат за мене после неколку дена. Што би правил ја после неколку дена, само да работам, да кршам камења и така. Мене ме интересираат само животи. Јас кога одам не прашувам како се вика човекот, од каде религија, ништо. Само живот ме интересира. Кога откри дека имаш таков порив во себе, тоа е пресилна желба за спасување и морам да кажам дека е уникатна, затоа што колку и да ние можеби разбираме и имаме сочувство и би сакале да спасуваме, ретко некој стварно се нафаќа да го прави, што значи кај тебе тоа е надпросечно посилно од другите. И ме интересира кога го откри тоа за себе. Дека имаш таков силен порив да спасуваш и да бидеш дел од спасителни акции. Како млад имам учествувано, за жал, ако некој се сечава на несреќата на Солунска глава, од Лавинија, шо беше, каде загинаа Во Бабина дупка? Да. Ја памтам, да. Да, јас бев таму, јас ги вадев.
тие ми беа блиски луѓе, да матка што сме се среќавале, што сме се качувале. Да. Ова е пред да бидеш официјално спасувач. Да, пред да бидам, али нели познавајќи го алпинизмот, би требало да го познаваш и тој дел. Така? Подоцно останува на тебе дали ќе се определиш да учиш млади, да качуваш или на мраз да одиш или да работаш висински работи или со техникава на користење на јажина и такви работи. А некои од алпинистиве се определуваат и за спасување. Како одлучив ти да ја фатиш таа насока? Да. Тешко прашање. Изгубив двајца качувачки партнери. Едниот одма после бабина дупка, 4 месеца после тоа. Вториот пред Јасно. 2 години. Фала ти многу. Фала ти многу. Ова ми значеше многу. Фала. Да. И е еден вид планината беше едното заедничко за сите што не спојува тука, но сите вие поединечно имате и уште една сфера како подгранка на планинарството, кај тебе тоа беше спасувачката акција. Сања, ти си во името ти стои Snow. Така што И лично планирам да си го сменам. планина е едно, ама за тебе очигледно и бордот и тој спорт е нешто што дополнително многу можам само да претпоставам колку те исполнува. Па пробај да ми доловиш како те исполнува посебно различно баш таа подгранка, снег и бордање и тој е зимски спортови. Морам да признам, малцинце непознати, јас сум многу летен спортист. Анти-сно. Анти-зимски спортист. Па веројатно да, веројатно го поврзувам пак со слободата, затоа што ете у зимно време кога ќе скроз ќе се смени и амбиентот, посебно у планините, онака баш се приметува таа разлика, све е бело, све е чисто, отворено, буквално како на тацна и е како некој канвас пред тебе повели исцртај го. Некако така го осеќам и буквално со сноубордот цртам по планината. Кој аспект од спортот или од вештината најмногу ти исполнува? А некоја комбинација не е едно, дефинитивно адреналинот е голем дел од тоа. Значи баш кога спушташ надоле по падина, посебно кога возиме фрирајд, адреналинот е она што те вози, што те крева, буквално имаш осет као да лебдиш над снегот, буквално као да не си на земја. Него си изнад тоа, баш некој такво чувство. Адреналинот, не знам, некој так чувство на исполнетост, како да тоа ми е мене целта тука, да го правам тоа во моментот. Се спремаш за денот, денес ќе одите таму и таму, ќе бордате и тебе те води помислата, едвај чекам кога ќе го осетам адреналинот. Едно од чувствата дефинитивно е тоа. Првично е и нели, самото тоа што сум надвор негдека, на планина ми е посебно чувство на исполнетост, значи тоа ми е првичниот момент, фала Богу, ќе искочам од град, ќе идеме да скијаме, ќе идеме на планина, ќе го поминеме денот на надвор, на воздух, на сонце, на убаво време. Дружбата со луѓето исто така, значи ете, многу ретко сум идела сама да скијам, значи најчесто било тоа во екипа, во друштво. Дружбата, значи све комбинација од тоа кој ќе земеш е посебно. Потрага по адреналин, не знам за други, мене одма ме асоцира на ризик. Како менаџираш тој баланс измеѓу задоволството од адреналинот и чување некоја резерва на непреминување одредени граници и над некој чекор веќе се запрашуваш добро дали ова вреди. Точно, Како ти го менаџираш тој баланс? Има моменти кај што буквално станува преопасно да се скија понатаму. Така што тука влегува онаа самосвесност и почит кон планината, затоа што
можеме да бидеме најспремни на цел свет и кондицијски, физички и секако, никогаш нема да бидеме посилни од природата и од планината. Тоа е апсолутно правило што никој не треба да го занемари. Така што тука влегува таа самосвесност дека гледаш, ако се влошува времето, тайм аут, застануваме кај што сме, што правиме, дали пример е да земеме тура, кај што се качуваме пешки нагоре, со специјална опрема, со и заштитна опрема меѓу другото. На нас све носиме. Се качуваме нагоре, гледаме дека доаѓаат облаци, дека се појачува ветер, дека доаѓа невреме и тука влага тој момент кај што треба да сме свесни дека не сме посилни, дека нема да ајде да претрчаме до врв па ќе се симнеме, нема, тоа не постои. Застануваме, ако се сериозно дека влага невреме кај што планиравме да скијаме, откажуваме све, се склопуваме, се пакуваме надоле у кола дома. Имаш ли личност во животот која што ти има помогнато у такви некои да ти пренесе искуство, како да го стекнеш тоа Да. како вештина да оценуваш ситуации? Апсолутно, да. Мислам, тие се доста комплексни ситуации кај што не можеш туку така да ги научиш од обично скијање у ски центар, пошто ски центарот е едно место кај што си обезбеден. До некој степен нормално пак. Има моменти кај што и у ски центар ќе те фати магла, од едно до друго место не можеш да стигнеш, али тие се ретки моменти пошто пак обележани стази, има светла, има маркери кај што ќе те однесат до сейф поинт кај што си безбеден и после тоа можеш да си се прибереш. Во фрирайдот е друго, кај што не е ништо обележано, буквално се оддалечуваме што повеќе од тие обележани патеки и од овакво, така што не е едноставно сам на своја рука да научиш дека така е тоа, идам ке скијам негдека, ке си измислам скијање денеска. Дефинитивно тренерот што ми беше веќе, да, пошто официјално сум во пензија од професионалната кариера, али дефинитивно он ме внесе во тој свет на сноубордот и на таа рейс кариера, односно тркачка кариера на сноуборд. Покрај таа паралелно и фрирайдот кај што е сосема различно од друго. Кога правите такви активности, предпоставувам, не е препорачливо да сте сами. Воопшто. Скоро секогаш си барем со уште еден. Да. И ако е тоа Да. тренерот, Да. ти на некој начин само да го следам човеков и тоа е тоа. Мање више да, дефинитивно посебно во почетоците беше така, значи прати го него, што прави, како прави, зашто прави, све што прави, учи, колку што можеш учи повеќе, за да можеш да го искористиш понатаму, да го пренесам и јас на некои помлади генерации, а и да го искористам како знаење за мене лично. Јас. Да. Супер, кул. Вики, ти си млад алпинист. Што конкретно со алпинизмот ја исполнува душата на страна планина? Пред да почнеме на работа што забележав сам, пошто се занимавам исто со ски туринг и ги користам скиите да се качам на врв. Интересна работа во скијањето што ќе потврди Надир, адреналин нема во качување. Во качување. Во качувањето, ако го има дури нешто не е во ред. Алпинизмот За качување, алпинизам, да. Појава е која што секундарно те смирува и можеш да си смирен. И ако сакате да се смирите, занимавајте се со качување, значи буквално влегуваш во некоја состојба која што е ултра смирена, натрешна. Адреналин нема, а скијањето да, буквално адреналинот е движечката снага која што те впушта во тие отворени предели како што ги опиша Сања, кои што се многу привлечени од ски аспект. Алпинизм, јас започнав со планинарење најпрво. Се занимавав и се уште се занимавам со различни планинарски спортови, но се повеќе станувам свесен дека качувањето и алпинизмот не можам да кажам се уште, тоа е многу цврст и
тежок некако статус. Не можам се уште да си го припишам, качувам карпи, се повеќе гледам дека тоа е вистинското нешто со кое сакам да се занимавам на планина, иако планинарството и качувањето и алпинизмот се тесно поврзани едно за себе, нужно потребни, и дека нема добар планинар без способност да качува на карпест терен, и од тука се отвара и потребата за спасување. Верувам дека планинарството е главна причина да пробуди во тебе некоја потреба да помогнеш на некој. Јас сум сигурен дека веројатно од таму чувствува доза, потреба дека треба да помогне. Тоа е фундаментално во планината. И како што реков на почеток, јас сум во фаза на да истражувам постојано, дефинитивно. Мислам, сите истражуваме. Сите истражуваме. Мики Explorer. Треба да истражуваме. Ние не сме усвари ограничени. Така е. Така, не са Така е. трчам, ама можам и друго да правам. Сепак да се навратам, многу ми е интересен моментов со адреналинот. Тоа е вештина што со тренинг треба алпинистот да ја стекне, да смирува адреналин, или е нешто што природно карпата те става во таа состојба да ти не ни можеш да имаш адреналин? Некако доловете ми го тој психички Али момент. постои страв. Како, извини? Постои стравот. Постои страв? Да. И Адреналин не, како што кажа Мики, но постои страв. Еден многу познат врвен алпинист, кога одел на експедиции и кога ќе дојде до целта, нели таа карпа што е од 3-4 метри, значи големи димензии, и пред да почне да качува, ако не осети страв, он не се качува. Не оди, се враќа дома. Зошто? Нешто не е во ред. Тоа е тоа чувство внатре каде што кажува дека нешто не е во ред. Односно не е во ред дека, не дај Боже, може нешто да се случи. Мора да постои таа доза на страв за да ти рационално размислуваш. Ако ја немаш таа доза на страв, не можеш рационално да размислуваш. Дозата на страв те тера да си во моментот за да расудуваш правилно, а тој фокус е тој што ќе го отргне адреналинот. Ама не оној страв што блокира. Оној страв што Природен тикнува. Така, да, тоа ми е јасно, го разбирам стравот. Еден вид стравопочитето. Да, во право е Надир, Да. мислам, го познавам и алпинистот кој на тоа тема има елаборирано многу подлабоко. Стравот е фундаментална појава во такви околности. Ако не ја чувствуваш, не е нешто добро. Не е нешто во ред. Контролата на адреналинот во кој момент се случува, тоа пробувам да разберам. Кога се одлепуваш од земја, кога влегуваш во насоката, веќе ти си у друг свет. Ти Токму така, да. тој оној земниот свет го оставаш и влегуваш во вертикален свет. И таму постојат други правила, други чувства. И таму адреналин нема. Тој има смиреност, фокус, колку и да Апсолутен фокус. Во моментот, ти Да. си во флоу. влагаш во некоја состојба тековна која те движи догоре. Нема адреналин. Па не може, да. Она го елиминира Да, фактички адреналинот. Али затоа е адреналинот многу достапен во спасување. Премногу. Кој начин? Ако си спасител, уште при првиот повик дека нешто се случува на планина, уште на самиот повик на телефонот, почнува телото да функционира подруго. Адреналинот Се возбудуваш. се возбудуваш, да. И потоа, додека патуваш, и посебно додека ќе дојдеш до местото каде што е несреќата, ако не успееш да си го смириш адреналинот, притисокот да биде све мирно, нема да можеш рационално да размислуваш што треба да чиниш. Девојчето што го вадевме во Турска, значи толку една опасна ситуација затоа што моравме тунел да копаме. И
спасителите што беа од Турска, требаше се менјаме. Јас и колегата од Република Српска, каде што бев јас член на тимот. Ние двајца прво беа двајца копаја и потоа ние. Они додека копаат, ние ја федламе земјата и правиме тунел да дојме до девојчето. И све повише и повише ја слушаме. Двајцата спасители ја знаев. Ги совлада адреналинот и јас знаев што ќе се случи. Ние треба да ги смениме, за да копаме ние, а други двајца да дојдат да фрлат земјата. И они не сакаат да се откажат. Значи, не сакаат. Значи, они се толку влезени во една нирвана, каде што само размислуваат да копаат и таква енергија има, но истовремено многу е опасно затоа што целата мислам урнатина може да падне. Може да колабира тунелот. Да, тунелот. Да, и ние бевме многу поблизу за да избегаме, ама они двајца не. Што се прави у таква ситуација? Инсистирате да ги вратите тие двајца? Како се Ние сме контролира тоа? четворица, тука и уште 100 души позади нас има, и багер има, и сите работа. И многу интересно кога се вели тишина и одеднаш каштама, значи ништо не се слуша, само еден кој контактира со девојчето ја прашува дали си добро, дали си спремна за да значи може да ја чуете неа. да се слушне. Многу е блиску, ама истовремено многу далеко. И треба тунелот да. Ова со адреналинот што можев да видим кога ја извадивме во носилка и сега треба да ја ставаат инфузија. И оној што докторот што го видов, мислам дека беше толку спремен, можеби најдобриот за ставање на инфузија го има пратено. И ми рече трни се малце, јас се трнав и он се намести и се спрема за инфузија. И сега го гледам, најдобар е, сигурен сум дека е најдобар што е испратен. И му се тресат раците. Значи, он треба да е смирен за инекцијата, односно да ја стави. И во еден момент го гледам, зема воздух и се смири. Инекцијата. Да, тоа е позната техника. Да. Али се гледа дека е професионалец, дека си ја знае работата, за тоа и го испратиле. Тоа е тој адреналин, али доколку не се смириш, може да биде не е баш добро. Да. И затоа е многу достапен во спасувањето. Сања, ти го почна моветов со адреналин. Да. Ќе Ја вратам на тебе, затоа што умеѓу време спомнавме и флоу. Тоа е една состојба на умот што мене многу ме интересира, истражувам, читам, пробувам да ја искусувам и самиот и верувам знаеш зашто отварам. И знам дека бордингот е една од дисциплините што можеби најбрзо, ефективно и често, сакала ти или не, те става у состојба на флоу. Колку размислуваш на оваа тема, колку го ти рече гонам адреналин, ама да не е тоа коса црта гонам и флоу. Апсолутно, да, дефинитивно тоа е нели адреналинот те води, ама адреналинот може и да те однесе и во ситуација кај што ќе претераш, кај што не треба да, и кај што ќе се воведеш, ќе се внесеш у непотребна опасност. Така што да, дефинитивно треба таа некоја контрола на адреналинот, да, ќе го осетиш, те вози, те крева нели во возењето. Ама потоа влагаш паралелно во таа флоу состојба кај што буквално ван себе си, барем ја така. Буквално тоа. се гледам како од дрон, како скијам јас, а негде духот мој е од одгоре и Nice. така го замислувам, така се осеќам кога возам. Кај тебе тоа искуство е такво, Да. како во трето лице. Да. Тоа ќе те замолев да Да. пробаш да доловиш. Тотално, Wow. значи се гледам како возам од одгоре, од птичја перспектива. И како да функционираш на ниво на инстинкт, како да нема момент у кој што ти свесно одлучуваш, туку одлуките се случуваат сами. Автоматизирано е све, мислам автоматизирано, нели не автоматизирано механички, него само вози. Посебно кога ќе се погодат сите услови, значи сноворот не е секогаш саншајн и паудер и лудило.
Значи има секакви услови. Меѓутоа има и денови кај што све е така наместено и тие денови се буквално не се once in a lifetime, пошто ете, се дешаваат скоро секоја сезона има по 1, 2, 3 дена, ама толку се да речеме сезонски се по 2-3 дена совршено све, да е снегот совршен, времето да е совршено, целата атмосфера на планината, друштвото, све комплетно, да е така склопено добро, да ти можеш да буквално се издигнеш од физичкото тело и да се гледаш како возиш одгоре. Да не случај, изгледа се тебе те пробам да вратам на некој прв момент, некоја прва меморија, ама имаш ли сеќавање некое што ти отскокнува така на момент на флоу, што сега во моментов можеш да го вратиш ко вчера да се случило? Да. Меѓу првите фрирајд возења, пошто не сум имала претходно, или сум скијаловски центри, и меѓу првите искуства на фрирајд на падина кај што никој немаше поминато дента, буквално на нов снег од вчера паднат, чистот, мазно, нема никој поминато, само ние двајца стоиме на врв и знаеме дека ние ќе отвориме планина сега во момент. И тука тој момент, тој првото тоа искуство, така се осеќа. И го завршувате рајдот и имаш онака момент као излезе, као се врати у свесност и као вау, шо беше сега ова? Да. Не беше скроз на крај, беше негде на пола водња, пошто застануваме, затоа што не ни се верува што ни се дешава. И онака се билда тоа чувство на адреналин и на флоу, више прелива негдека и застануваш и вау, што се деси, што беше, и се вртиш да си ја видиш линијата. И тоа е едно посебно чувство, да, кај што онака си го гледаш делото на сликано. И тука више се будиш од моментот, се спајаш пак. Да. Небо, земја. Ова ти беше во кој дел од кариерата, почеток, средина? Средина негде, како пред да почнам сериозно со рейс, пошто Ама веќе имаш некоја сериозно искуство и ти се случува. Ја веќе значи тоа беше веќе знаев сериозно да бордам, значи имав искуство од сноуборд рекреативно. Професионалното малце покасно ми дојде, меѓутоа фрирајдот беше веќе кај што можев било каков терен да возам, немав никаков проблем нели да се плашиш и тука не можам и овако, затоа што ако имаш таа доза на страв нели над дозволеното, да речам, веќе те блокира, не уживаш толку, пазиш на брзина, кочиш повише, све ти менја у тебе, скроз ти го менја тој коктел на чувства натре во тебе, така што веќе го имав надминато тоа се и буквално кога ќе се пуштев, све беше у флоу. Да. Начинот на кој што сакам ние да го комплетираме нашиот дел, како да ја пренесуваме нашава љубов и страст за планината на наредните генерации. Мики, како ти сепак си се помлади, ама во тоа поле на размислување сподели како да продолжиме да ја пренесуваме оваа да ја мотивираме популацијата во Македонија, затоа што еве од аспект на помладите планинари видливо забележувам отсуство на потреба за истражување. Сум сретнал да не се знае кој е главниот врв на државата. Мислам дека треба правилна промоција на планините, на планинарските спортови, кои што се благородни и премногу даваат, без разлика колку зимаат, и дека преку тоа надлежно ќе ги тригираме сите тие чувства кои што би ги мрднале од точка А до точка Б луѓето во градовите. Така сега некако гледам, ама мислам дека Надир ќе каже многу подобро како треба да се... Многу убав пар сте ми вие, почеток на кариера и многу искусна кариера. Надир, како да пренесеме љубовта на наредните генерации? Љубовта за планинар. Ова сега нашата разлика што и јас имав на времето исто. Значи, баш е убаво што генерации така се среќаваат.
Постои еден рецепт. Да. Словенците се најдобри едни од најдобри во светот во алпинизам. И на една експедиција на Аляска, каде што имавме многу лошо време и се собиравме сите во камп. Беа едни луѓе од Колумбија, пошто јас од Македонија и знаеа дека сум горе-долу блиску со Словенија. А они се среќавале со словенците, ги имаат среќавано на Хималаја. И знаеа дека со кого имаат работа, дека едноставно врвот на алпинизмот се они. Истовремено со мене беше, односно во кампот, еден пољак кој има 2 зимски искачувања на врвови, први зимски искачувања на врвови над 8000 метра, значи екстремно нешто. И го прашуваа него, зошто сте така успешни, знаеш? А ја вака како со Мики седим. И он им кажа дека на времето во Полска не можеле да излегуваат по Европа, да шетаат, имале некои, не знам, забрани, односно таква им била политиката, да не можат да одат, не знам, некаде. Али на алпинистите им дозволувале и они оделе само на Хималаја. И така се створила таа генерација која што станала врвот на алпинизмот и после тоа, нели, наследници добиле и така натаму. Ден денес ги имаат тие наследници. Сега јас сум наредот. Ме прашуваат зошто словенци? Зошто словенци? Затоа што ко 5000 словенци врни одат на Хималаја, земаат и двајца млади со нив да учат. Или 4. Значи тие, ако јас со моето друштво одам на Хималаја, каде имамо некое врвно искачување, би било добро да го земеме и Мики, затоа што Мики има многу да научи. Може би нема да може да качува со нас, иако он може, ама ете, да речеме, од наводници, он не може да качува, али би било добро да го земеме со нас. Затоа што он има да научи многу. Сега кај нас малце тоа да го земеме Мики, не баш. А баш ми се свига затоа што е проактивно, активно се постапува кон пренесувањето, не е само Менторско е малце, не е само... како извини? Менторство има, тоа е многу Да, битно, има директна улога, не е само јас зборев, муабетев, ја сега вие инспирирате се на ваше. Раскажа како беше на Јас често пати се среќам, односно само ова го работам, оти во таков стадиум сум, односно поминав се што требаше да поминам, нели долго време живеев во Швајцарија и се едноставно се имам така една линија и односно се занимавам само со ова и додека се занимавам само со ова се дешава некојаш да некој побара некоја услуга, не знам, за висински работи или нешто да качи некоја насока и нормално наплатувам и сега или може некојаш прашува зошто толку го наплатуваш. Мислим тоа е нешто нормално. Тоа е точно дека е нормално, но јас годините што ги поминав и искуството, тоа треба да се плати, а тоа што е нормално, тоа е едноставно. Значи, Ти си имаш активен удел во тоа пренесување, не само онака. Да, али тоа е тој дел, тој ми е одвоен. Али луѓе како што се Мики и уште неколку што ги имам, односно што ги познавам, моето знаење го делам едноставно со без проблем, без и се што знам го делам исто и во клуб каде што сум член или во планинарското друштво Дивотен. Секогаш кога има обуки се појавувам и доколку нели затоа што има и други кои држат обуки, али за такви како што се Мики и уште некои во секое време тоа што знам го споделувам без проблем. И нормално без ништо возвратно. И во име на сите ни фала ти многу. Тања, љубов кон планина, љубов кон сноуборд, како да ја пренесеме на наредните? Од мое лично искуство мислам дека најлесно, не лесно, него најправилно можда е со
Создавање на правилни идоли. Јас барем така некако се внесов на почетокот, нели, да, љубовта секогаш беше тука, меѓутоа гледајки луѓе кои што го прават тоа на тој левел како мене, значи искрено, страстно внесени во спортот и во аутдор комјунити, значи дали планина, дали било што, не е само сноубордот као спорт што го практикувам надвор, него самото тоа што имав идоли кои ги правеа тие активности, мене тоа ме движеше, сакам да бидам како нив, не дека ќе постигнам или ќе ги надминам, или не од надпреварувачки аспект, него да го доживеам тоа што они го доживуваат. На речи си секојдневна база, да речем. А мислам дека проблемот во денешницава и со новите генерации е погрешни идоли. Да, со погрешни Да, вредности точно. би рекла. Така е. И Сандра, да го завршиме овој дел од панелот со тебе, освен да има уште 100 како тебе, и на секоја Фала. планина вакви настани да се организираат, ти веќе проактивно делуваш на ширење на таа љубов и пренесување на наредните генерации. Ево имаме и детско катче, Да, тука и тинеџери. права за сите. Ама ете, може покрај овие пуни 2 дена активности имаш уште нешто недокажано, идеја како да прошириш и пренесеш оваа љубов. Да, фала ти. Прво, нешто Сања ме подсети сега со идолите. Иначе вака повеќето не знаат, ама јас и Сања заедно студиравме графички дизајн. Сања седеше баш десно од мене. И многу беше интересно, требаше да правиме нешто дизајн на корица за нешто, не знам, списание или постер на, не знам. Како и да. И Сања имаше да наслов за списание. Јас имав нешто за гадена природа, дрндр нешто еко, што еве го денес. А Сања имаше редизајн на филмот Art of Flight, така да си стојат тие идоли, знаеш, како многу интересен момент. Да, што да кажам, па ете луѓето кои што ме познаваат знаат дека сум човек од акција. Кога немам време се објаснувам, се сукувам рукави, правам, шарам и прошаре и другите присходи настани се само еден доказ за тоа. Ова е еден од начините и дека секако треба да ги вклучиме најмалите и најмладите и тинеџерите секогаш, но со супер умрежување преку она што кажа Сања, да има добри идоли. Овој тинеџерски камп е стварно под водство на вистина избрани луѓе, прво луѓе од планинарскиот клуб Љуботан, кој што несомнено е најстариот активен клуб во Македонија, има квалитетни луѓе, почнувајќи од Надер. Така да, окей, што и да правам, ги бирам луѓето на вистина. Значи, не би се подпрела на било кој. Така да, особено не со деца. Мислим, нема шанси. Тимот е таму составен професионалци. Го имаме таму Шара кампот, Денис и Кате се од Шара кампот представници кои што имаат искуство со водење на деца по кампови. Летни, зимски, нормално не е со чатори, меѓутоа детски камп, кои што се прекрасни педагози. Јас имав можност летово со нив да соработувам и видов со која желба и кој ентузијазам тоа го работат и затоа се дел од тинеџерскиот камп на Прошаре. Така да имаме вистински примери, луѓе кои што го живеат тоа, за таа љубов нив да им ја пренесат. Тоа е, мислам, онака точката на образување. Мики, Сања, фала ви. Мики, Сања, Сандра, Надер, фала ви многу. Ја, како што реков и на почеток, мене ми ова магично искуство, прво преубаво, се надевам на уште многу вакви. Ја и на вас би ви понудил да не случајно се имате меѓусебно прашања, да си поставите, да дознавте нешто за еден од друг момент. Мене ме интересира балансот. Добро. Колкав е балансот достапен? Колкаво ниво на основа? Значи, тоа за мене, кога го гледам, тоа е некој неверојатен баланс. Балансот како физичка... Да, како Рамнотежата? да. Е Добро достапна Или прилично, да. Тоа и се тренира и на суви тренинзи, кондицијски тренинзи. Има специјални вежби кај што буквално се ослонуваш на една нога све да напреш. А после тоа и на снег
веќе станува и едноставно така ти доаѓа природно. Кога влагаш веќе во нели со годините како што проаѓаш време на даска, буквално ти станува природно, не ни осеќаш, не ни така едноставно ти се мести мозокот да тоа ти е природното стоење. Ама тешко е многу, мислам. Се учи. Не е тешко. Кои све Не е ништо друго. тешко, да. 10.000 сати, нема гај. Да. Добар си. Ќе водиш. Да. Ако е тоа, јас уште еднаш фала ви на вас, драги љубители тука, стварно едно огромно фала и кон вас, ви реков, и кон вас, па се гледаме пак во некоја наредна прилика.